Се остварија повеќе месечните стравувања и предупредувања на македонските млекопроизводители дека млечната криза жестоко ќе удри врз државната економија, а особено врз онака истанчениот буџет на македонските граѓани. Игнорантскиот однос на властите, кој трае подолго време, си го зема својот данок, велат тие. Се жалат дека за 2 години немаат земено субвенции за предаденото млеко. Откупната цена се движела едвај од 23 до 28 денари за литар, наспроти малопродажната, која била повеќе од 3-кратно повисока. Сега сме ние на прагу на прибирање на сточната храна, претежно на силажата и есенската сеидба. Ако сега не ги добиеме субвенциите до крајот на месецот, па има сточари што не можат да соберат ни храна и не можат за година да посеат никаква житарица и наредната година ќе биде уште полошо. На многу наврати ние апелиравме дека малите производители на млеко ги продаваат кравите, тоа владата и Министерството за земјоделие не го интересираше. Сериозен проблем е и преполовениот сточен фонд во земјава, кој е со тенденција за уште поголемо намалување. Не можејќи повеќе да се носат со незапамтената скапотија, сточарите се принудени да ја продаваат стоката. Велат, за лек да биде препишан кашкавалот, чија цена достигна до 800 денари, граѓаните не ќе можат да го купат. А тоа е невидена срамота. Децидни се тие. Пошто гледам околните села околу мене, ево станавме само се ние што работиме фамилиарно. Ако земиш работник да ти работи за кравите, не можеш да обстанеш. Нема ни работник да најдеш, не идат. Никој не ти работи стока. Доколку до крајот на месецов не им бидат исплатени за останатите субвенции за 2 години, сточарите веќе се организираат за масовни протести со блокади на патиштата, бидејќи, како што велат, откако овчарите најавиле протест за на 15 месецов, државата пред тој датум им ги исплатила сите заостанати побарувања.